Замисли да се разбудиш во куќа која цел живот си ја градел, а пред прозорец багер руши се што си создал. Овој кошмар не е филм, туку секој невие на многумина палестинци на западниот брег. Додека во Газа трае геноцидот, Израел убива, апси, протерува и насилно ја присвојува земјата на окупираниот западен брег. Во текот на последните 2 години президент изречекори за трајна контрола над територијата, вклучувајќи мерки претходно одложувани како премногу чувствителни. Ајде да видиме како сето тоа изгледа на терен. Од 7 октомври 2023 година на западен брег се убиени повеќе од 1000 палестинци, меѓу кои најмалку 210 деца. Убиствата се вршат во текот на рации, напади на доселеници, но и со намерно пукање од огнено оружје на израелските војници на улиците низ градовите. Уапсени се речиси 18.000 луѓе, од кои многумина се деца. Обединетите нации забележаа повеќе од 3000 напади на израелските доселеници, од кои 306 со повреди и повеќе од 2400 со уништен имот. Раселени се 558 семејства, околу 3050 лица, вклучувајќи 1529 деца, воглавно од бедуинските и сточарските заедници. Израелскиот антрополог и шеф на Израелскиот комитет против рушење на куќите, Джеф Халпер, во мај даде интервју за ТРТ Балкан. Еве што рече на прашањето како се однесуваат израелците додека ги рушат куќите на западниот брег. They sit in their jeeps or on the bulldozers, eating a sandwich, talking to each other. When it comes time to demolish, the driver says, "Okay," he puts his sandwich down, drives the bulldozer into the house, destroys the house, and they're all talking. Насилството на доселениците, често потпомогнато од израелската војска, не завршува тука. Вклучува и убивање стока, уништување растенија, уништување на извори на вода. Само кај Рамала уништени се 3000 стебла маслинки, клучен извор на приходи на локалното население. Откако министерот Бен Гвир во 2023 година ги убложи прописите за оружје, на доселениците им се издадени 230.000 нови дозволи, а поделени се повеќе од 120.000 парчиња оружје. Тој, поради потикнување насилство врз палестинците, е санкциониран од неколку западни влади. Бројот на доселениците расте со децении, но изградбата на илегалните испостави драматично е забрзана. Од октомври 2023 изградена е 121 нова, додека претходно беа 5 до 6 годишно. Оваа година одобрени се и 24.000 стамбени единици, двојно повеќе од досегашниот годишен просек. По 30 години одложување, Израел го покрена проектот Е1, развој на 3000 хектари земјиште, кој ќе го спои Куц со населбата Мале Адумим и ќе го пресече западниот брег, изолирајќи ги палестинските градови и закупувајќи ја идејата за две држави. Израелската војска во текот на зимата упадна во камповите Тулкарем, Нур Шамс и градот Јенин, раселувајќи 40.000 луѓе. 8 месеци подоцна и понатаму ја држи контролата, прв пат така долго над урбаните подрачја кои формално се под палестинска управа. Но ниту сето тоа на Израел не му е доволно. Во август израелската војска прогласи 63 палестински археолошки наоѓалишта за израелско наследство, што се користи за заплена на земјата. Таквите подрачја подоцна стануваат населби, војни инсталации или туристички зони наменети само за доселениците и израелските посетители. Откако неодамна неколку западни сили ја признаа Палестина, Израел разгледува формална анексија на делот или на целиот западен брег. Доналд Трамп изјави дека нема да дозволи анексија на западниот брег. Евентуална анексија осудија Европска унија и арапските земји. Меѓутоа, се поставува прашањето дали Нетањаху ќе ги игнорира сите осуди и сепак ќе тргне во анексија на западниот брег. 2 години од почетокот на геноцидот во Газа, западниот брег останува символ на отпорот, но и неизвестност поради иднината на народот кој се уште бара правда и мир.